Штип има 1826 компании од сите профили и лани тие направиле приход од 720 милиони евра, што е за 7,04% повеќе од претходната година. Паралелно пораснал и профитот, и тоа за цели 12%, што потврдува дека таа е стабилна и репродуктивна. Најголем дел од приходите го создаваат 10 најголеми компании кои заедно учествуваат со над 1/3 од вкупниот резултат. Во тој врв се издвојуваат Актива, Кондево МК, Оаза Екстра и Technical Textiles, при што некои бележат значителен раст, а други пад на приходите. Вкупната добивка на најуспешните 10 компании изнесува 23,8 милиони евра, што е раст од над 30%. Најголема добивка има Езимит Capital, следена од Technical Textiles и телекомуникацијскиот оператор Телекабел, кој бележи силен скок на профитот, објави порталот Пари. Иако дел од фирмите вработуваат помалку луѓе, економската активност во Штип се зголемува и се пренасочува кон повисока додадена вредност и извозно ориентирани индустрии. Дали ова значи дека штипската индустрија успешно е преструктурирана по големиот текстилен пат со избунувањето на војната во Украина и дали со текстилот воглавно е завршено? Па она приказна што ние знаевме пред 15 и 20 години е завршена. Значи има еден масовен текстил со над 63.000 вработени во Македонија, со огромно учество во вкупниот број на вработени во извозот и во бруто домашниот производ, мислам дека нема да се повтори. Но тоа не значи дека нема веќе да има текстил и понатаму ќе постои текстил и обработка на облека, со тоа што тие компании што ќе останат ќе бидат помали, пофлексибилни, ќе работат мали серии, брзи серии за европскиот пазар и ќе останала за домашен пазар или работа на облека по мерка на секој нешто интернет продажба и така натаму, но бројот на вработени ќе биде помали од овие сега некаде околу 17.000 што се. Иако предизвици има на сите страни, во Штип се создаваат и растат компании со поинаква дејност од традиционалните. Во експанзија, логистиката, диспечерството, осигурителниот бизнис и други. Со раст од 7%, Штип е близу до приход од 1 милијарда евра.